Почитувани, добар ви ден и добре дојавте во најновото издание на емисијата Класи. На 26, 7 и 8 тука во Куманово се одржуваат два меѓународни сајми. Првиот е по 8 пат во организација на Комората на органски производители, а станува збор на промоција и продажба на органски и традиционални производи. Го организира Комората на органски производители на Македонија, поддржана од општината Куманово, како и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а вториот меѓународен саем е за земјоделство, технологии, храна и преработки. Тој се одржува по 4-ти пат. Ете, тоа беше малиот вовед за оваа емисија. Може да не следите во наредните 30 на минути. Покрај излагачите на органска и традиционална храна од Македонија, забележавме присуство и на гости од Србија и Црна Гора, кои што ги презентираа своите производи пред посетителите. А тие пак имаа можност да ги вкусат и да си купат по пристојни цени домашни јадења, разни пити, млечни производи, ајвари, пчелни производи, разни пејалаци и други продукти. Ние сме фирма која постои од 2005 година. Ние се занимаваме со откуп и со производство на адноцедени масла. И нашата фирма прави масла од репка, сончоглед. Примерен производ ни е маслото од сончоглед. Тоа е распространето низ сите маркети низ нашата земја. Понатака имаме масла како што е сусам, тиква, црно семе и лен. Па вие имате масла од сеско. Имаме, значи, од сите семења што може да постојат. Па дури ги оживувате некои семења што се и подзаборавени. Да, како шарлаган да речеме. Сега тоа сакав да ја прашам за шарлаганот. Предпоставам дека има многу што не знаат што е шарлаган. Може ли да објасниме малку повеќе за шарлаганот? Тоа е масло од сончоглед, ладно цедено, али името е од старо време, останато, како што е било на преси со рачка, што се и така да тоа е тоа масло. Само што ние го земавме името и го користиме како наш бренд. Добро, бака, производство на масла имате, меѓутоа за тоа треба суровина. И тоа суровина на континуитет. Како се снабдувате со суровина? Суровината моментално најголем дел ја земаме од тука, од Пелагонискиот дел, имаме и од нашиот крај, источниот крај, имаме од секаде. Кажете ми, дали во руралниве општини има посериозен интерес кај жените домаќинки да произведуваат традиционална, па дури и органска храна? Да, има голем интерес, особено кај постарите, по-младите малку потешко, но има интерес и кај по-младите. Ние сме здружени од повеќе од 10 жени, од кои што произведуваме лично ние подница, што сме познати под подница, сами ја изработуваме. Што ви е ова подницава? Подница е земјен сад кој што се прави од глина, од црвеница, се гази 9 пати и потоа се суши на природен пат, под сенка, на вако, и потоа од тие подници подготвуваме леп и зелник. Ги печеме под вршник заедно. Добро, покрај што учествувате на вакви манифестации, се случува некогаш организирано некој да ви доаѓа кај вас да ве посети, па таму да ги пречекате како гости? Да, се случува. Значи има интерес од... Има интерес, да, поради кај нас работите ни се све органски, како што имам лично мој природен мед, имам повеќе од 100 пчелни сандуци со сертификат со се. Правам повеќе производи од пчела што се, имам и домашна ракија, лозова, која што сама ја печам. Ми помага сопругот, имам голема помош. Ама ти си главна, значи? Да. Браво. Да. И имаме многу производи кои што ги правиме органски. Имаме мелем во општина Ранковце кој што се прави за изгореници и за акни, за
такви намени многу добар и сапунчиња исто. Тоа све иде органско, а најмногу имаме жени кои што произведуваат сирење и млеко од коза и козјо млеко и од овчо и кравио. Еве вака, во тренд во последниве години руралниот туризам, се повеќе луѓе се одлучуваат да посетуваат рурални средини, претпоставувам дека и кај вас доаѓаат. Дали, например, користите некакви бенефиции од држава, дали некој досега ви помага и дали сметаш дека токму руралните средини се иднината во Македонија? Јас мислам дека се иднината на Македонија руралните средини, затоа што гледам дека стариот начин на живот се враќа. И така да гледам дека и кај нас имаме голема предност на тоа. На ваква бенефиции и такви работи немаме ништо. Вака, сега да гледам овдека пакувања во разни форми. Велиме, значи сушено зеленчук и овошје, да. Овошје и зеленчук. Што се сушите од овошје и зеленчук? Па ние имаме некаде отприлика околу 60 на производи кои денес не се сите изложени. Изложени не се тие кои што ги имаме на располагање или дел што ни останато, се додека трае сезоната правиме набавка, преработуваме, пакуваме и зачувуваме до нова сезона. Успеавме сега за сега дел од производите да ги обезбедиме и да ги имаме 365 дена во годината. Неколку производи веќе сме пораснати во временски период без никакви додатоци и хемии на 2 години временски период за чувување. Тоа е благодарение на квалитетна и трајна амбалажа која треба да ја користиме и ја имаме. А иначе имаме јаболко, круша, слива, праска, киви, дуња, диња имавме, значи еден производ, грозје, смоква, јагода, боровинка, малина. Сите тие ги фактички дехидрираме, а од зеленчукот имаме, значи спанаќ, прас, кромит, лук, морков, имаме, значи буковец во чиста пиперка само, значи лут, пикантно, лут и благ кој го правиме, спремаме. Имаме, значи, прас во мелена форма, во сецкана форма, кромидот е во истата ситуација, млад кромит, стар кромит, значи лук во гранули, македонскиот белиот, значи не било кој, не користиме, значи увозни, исклучиво се е македонско. Вака сега да ја прашам, бидејќи спомнавте мноштво, нели, на производи, за сето тоа треба суровина. Да. Сега имате вие собствена суровина или имате кооперанти од кои снабдувате? Имаме, значи вака, ние работиме многу интересно, луѓето прашуваат нели дали откупуваме. Не. Јас купувам. Така. Значи, произведуваме еден дел, ја користиме природата која го имаме на нашите имоти, дел од јаболкото, од крушата кои ни се природни, тоа се исклучиво планината Готен која таму ни се значи и колибата, таму ни се значи и старите дрвја кои ги имаме, тоа си е нели фамилиарен имот кој си го работиме по еден одреден дел. Се спасивте од пожарот? На сама граница. Добре. На сама граница. Планинскиот појас беше токму таму кај нас, нашиот нели дел, меѓу другото успешно се заврши целата работа. За среќа на сите, нели? Таму се и еден голем дел на пчелари кои ги имаше, фала му на Бога, и трудолюбивоста на луѓето и пожарникарите се успеа во тоа добра намера. И ние фактички имаме договорено производство. Одлично. Договореното производство е одредената количина, да речеме, за празот кој го работиме, за везената пиперка, лутата и благата, исто ја имаме во договор, и дел од другите продукти кои ги имаме, ние договорено производство. Значи колку и да произведете, количината која што не е договорена, јас ја купувам, не ја откупувам. Значи по некоја пазарна цена што е во моментот? Разумно. Апсолутно. Значи. Сега производство вие во Радовиш? Во Радовиш имаме малце, значи тоа е нели планинскиот дел. Дел од чаевите ни се значи планината исто ја користиме, Плачковица, Готен, према нели општина Конче, према планината Пожар, исто тука ги користиме, значи сите природни ресурси кои ни овозможуваат, и њево како и Конче како села кои се бават исклучиво со земјоделие. Дел таму ни се нели луѓето кои произведуваат и работуваме со нив, така да и раките може да го кажеме слободно, тука се. Таа целата општина Конче, сите села располага со многу прекрасни земјоделски производи. А сушење каде се прави? Сушењето е дома кај нас во Радовиш. Во Радовиш. Да. Имате сушара? Имаме сушара, дехидратор кој го користиме топол воздух, значи користиме ги сите природни ресурси, последен извор на енергија користиме, значи струјата, нели, која евентуално немаме природна енергија.
Добро, овде станува збор за органско производство или блиску до органско? Имаме значи органско производство, имаме значи и она домашно производство, Традиционално? Традиционално еден одреден дел, меѓу разговараме со луѓето да се повеќе да дојдеме до таа ситуација да се произведува природно и органско, за да можеме да користиме здрава храна. Сметате дека полека расте свеста во Македонија за конзумирање на вакви производи? Ја имаше, меѓу другото сега е многу повеќе и многу подобро и еден обичен или пример, значи ние црвениот патичен го имаме и во декември и во јануари. Така. Меѓу другото, летното производство и отворено со сонце, со дожд, неговата хранлива вредност не е иста и во декември. Така е. Значи, колку ќе конзумираме хранлива, здрава и хранлива нели храна, ни овозможува, значи ќе ни каже самиот наш организам. Ако процентот е 5 до 10% во хранлива вредност зимниот период, а летниот период ја имаме од 80-85% хранлива вредност, која е разликата? Со пчели се негде околу 30 години бавам. Органско пчеларство негде околу 15 години, 10 до 15 години со органски производи, односно органско пчеларство. Добро, постојат одредени критериуми, нели, за органско пчеларење. Да. Сето тоа треба да се испочитува. Каде ви се пчелите? Пчелите се у село Дејловце, планина на 1100 надворска висина. Место каде никогаш не се прскало, нити сега. Така. Нормално се вади документ од Министерство за земјоделие да потврда дека таму не се прска, нити се прскало некогаш. Тоа е една битна работа за органското пчеларство. Ако ми дозволите, јас би објаснил една разлика измеѓу органски мед, еколошки мед и конвенционалниот мед. Повелете. Што е разликата? Значи, луѓето треба тоа да го знаат. Што се подразбира конвенционално пчеларство? Тоа значи, пчелите можете да ги поставите било која околина. Дали се прскало, дали се не прскало, дали се наваѓа поред автопат, фабрика, тоа е конвенционално и нормално се третираат, што е многу битно, се третираат со конвенционални средства. Што е еколошкиот мед? Кога некој ви каже еколошки мед, тоа е доволно пчелите да се у планина, каде што не се прскало нормално и се добива еколошки мед, затоа што нема отрови не. А органскиот мед, што е најбитно, подразбира со една реченица мед ослободен од сите можни отрови што можат воопшто да се најдат од мед. У органскиот мед најголемиот проценат на отровите доаѓаат од третирање на пчелите против болести. Што значи? Ние ги третираме со органски средства и тука нормално ја диза цената на медот, значи со мравја киселина, оксална киселина која има нормално јадење и не оставља никакви трагови, негативни трагови во медот. За разлика од еколошкиот мед, каде пчелите се у планина, не се прскало, али ги третираат со конвенционални мита кои оставља трагови на отров во медот. И човекот кога го конзумира, нема да се му отруи од тоа, али он си постепено конзумира отров, малку по малку си конзумира отров. Тоа е многу битна разлика кога е упрашање органски, еколошки, конвенционални мед. Добро, обично органските производи, не само медот, во просек се од 20 до 30% поскапи во однос на конвенционалните. Дали е случајот и со медот кај вас? Па медот исто приближно е исто, меѓутоа тука има една работа што медот нормално зависи и од условите, од годината. Сега ако знаете понуда потражња. Апсолутно пазарот ја диктира и цената. Да. Од пазарот зависи, али тој проценат е од прилike. А покрај мед, што друго имате од производи? Па Гледам овде повеќе производи, може да ни кажете? Јас се углавном концентрирам на производство на млеч, на мед, иако правам матична млеч, али матично млеч е производ кој се
многу тешко добива, кој се многу тешко се очува тие карактеристики, така да за своји потреби да. За некои продавање тоа слабо. Има купувачи што го препознаваат органското производство? Има кои го препознаваат, има луѓе кои го препознаваат, али заради цената не го препознаваат, али пазарот се прави своје. Така да ова више се бавам и задоволство да произведам нешто чисто, него од економската страна. Zovem se Dragan Đorđević, dolazimo iz Srbije, da kažem, sa Vlasinskog jezera, gde držimo štand organske proizvodnje. Radimo u sklopu gazdinstva još uvek, kao porodična tradicija od 20 godina. To su i moji roditelji započeli, onda mi nastavljamo. U sklopu osmočlane porodice sakupljamo plodove, prerađujemo i imamo štand prodaje, da kažem, 2 štanda na Vlasini, na kojima se nalazi sve od šumskih plodova, kao što je jagoda, šumska kupina, malina, borovnica, drenjina, suvi plodovi i čajevi, da kažemo, i od gljivana. Ove godine nije baš bilo, ali imamo po nešto pasterizovanih vrganja i lisića. Dragane, gledam ovde, imate mnoštvo na proizvodi. Što se imate na štandu? Da, ovde smo doneli, da kažem, najviše radi prezentacije i da vide ljudi šta sve može čovek, pre svega iz ljubavi, iz prirode da sakupi, da preradi i da se to, da kažem, da probaju ljudi, stanovništvo i turisti koji dolaze pre svega kod nas na Vlasinskom jezeru. Možemo se pohvaliti, više dolaze zadnjih godina iz Kumanovo, Skoplja, kao i iz susedne Bugarske i našeg Beograda. Možemo se pohvaliti sa ovim proizvodima što je slatko od šišarke. To se sakuplja u rano proleće i pravi se za bronhijalnu astmu, za pluća i za glasne žice. To je najdelotvorniji proizvod i, da kažem, od toga smo napravili neki brend našeg gazdinstva u zadnjih godinu, dve. To se tako pokazalo delotvorno da pušači sportisti ga svakodnevno upotrebljavaju i koji ima problem sa kašljem. Kao i ovu koprivu, da kažem kopriva, tu ima 3 biljke, kopriva, divlja nana i matočina, to se sve samelje i stavi se sa limunom i malo vode i to pusti te hranljivosti, to se cedi i pasterizuje u teglama. To je isto naš proizvod koji se veoma, da kažem, na prvom mestu traži posle šumskih jagoda i šumske borovnice. Драгане, го помага ли државата Србија органското производство? Pa, čuo sam da pomaga. Mi još kao gazdinstvo, poljoprivredno gazdinstvo, mi smo kao jedna porodica, dve, ja i brat sa ocem i majkom radimo to i dečica, tako, sakupljamo
proizvodimo i svakodnevno u letnjim mesecima radimo na štandu, zimi smo samo vikendom. Posećujemo te etno manifestacije i prezentiramo sa našeg područja šta može sve da se sakupi, preradi i da to su proizvodi svi, tako reći, više lek nego proizvod, nego hrana. Tako. To su sve lekoviti proizvodi, kao što je i divlja jagoda, borovnica je prepoznatljiva, je Vlasina po šumskoj borovnici. Bez obzira ove godine manje je bilo u obimu zbog tih vremenskih uslova, ali je borovnica dar prirode i brusnica. Brusnica u ovom periodu stiže i baš je sada imamo na našem štandu na Vlasini, koja je delotvorna i otklanja bakterije, ciste, zamokrene kanale, urinarne infekcije. Brusnica ima jedino na dva lokaliteta u Srbiji i veoma je zdrava, što ljudi 80% u Srbiji i u Makedoniji ne zna da postoji šumska brusnica. Tako proizvodimo i te rakijice, što vidite, da kažem, od tih proizvoda nemamo neke velike količine, ali idemo i na ta takmičenja u Rači, u Osečini i gledamo ljudi šta će da kažu, da li je naš kvalitet rakije dobar, radi prezentacije ponesemo po nekoliko litara i učimo se. Uvek se ljudi uče kad su na tim skupovima, na tim manifestacijama, jedan od drugog, kako je ko ispekao, od šta može da se sve peče, koja kombinacija, u kom buretu, od kog drveta treba da stoji i kako. Ja sam predsednica udruženja Zlatne ruke Gračanica, dolazimo iz opština Gračanica. Ovo što ovde vidite sve su žene preduzetnice iz naše opštine. Uglavnom su to žene iz ruralnih sredina, jer mi smo jedna jako razvijena ruralna opština. Bavimo se proizvodnjom domaće hrane, sve je ovde skoro domaće. Znači imamo slana peciva, imamo zimnice, imamo i produkte naše bašte, imamo voće i sve ono što zapravo proizvodi jedno lepo srpsko domaćinstvo. Dobro, ovi je Zlatni race od domaćinkite na opština Gračanica. Gledam, proizvele ovde mnogo работи imate na štandu, međutim, da li ova kupovačite go prepoznava? Da. Mi smo jedno mlado udruženje i mi smo se registrovali od aprila meseca ove godine. Tako da ovi sajmovi nam mnogo znače da nas ljudi prepoznaju. Mi imamo svoje kupce u opštini i van nje, ali nismo imali te kupce na međunarodnom nivou, to jest van granice, tako da smo danas došle da i vi vidite šta mi radimo, koliko proizvodimo, šta je proizvodimo i da vidite, da prepoznate naše proizvode, naš kvalitet i onda možda uspostavimo neku saradnju i proširimo svoje tržište. Така е. Има mlada populacija što gi praktikuje ovije proizvodi? Da. Da? Da, imamo naše ćerke, koje gledaju kako mi proizvodimo, žele da se time bave. Mi ovde imamo i mlađe koje proizvode, one sada, na primjer, ovu pitu su pomogle da prave, znači da nastave ovu tradicionalnu proizvodnju, ali da budu ekonomski osnažene. Znači ne da proizvode i da predstavljaju, nego da imaju neku ekonomsku sigurnost za dalje. Во Македонија во последниве години се повеќе се развива рурален туризам.
Значи, повеќе луѓето доаѓаат, сакаат да вкусат традиционални домашни производи. Дали е таков и случајот во Србија? Pa jeste, Da? jeste. To je, kad pogledamo, to je na čitavom Balkanu. Znači, to je neka tradicija koja To se je dobro. promoviše i to je vrlo dobro. Vrlo je dobro zato što mi one žene seoske iznosimo iz kuće i uključujemo ih u biznise. Znači, ne traže da se javljaju na biro rada i da čekaju tamo zapošljenje, nego mogu da imaju sopstveni biznis, da zarađuju i da budu prepoznatljive svuda. Мислите дека може да се живее од ова? Može. Da? Može. I mislim da će tek da bude vreme da se živi od hrane, jer mi kako vidimo kakva je klimatska slika, kakve su resursi prirodni, ja mislim da će potražnja za hranom da bude sve veća i veća. I da će hrana da bude jedno pravo zemljeno blago ili zlato. На сајмот беше изложена и модерна технологија која што се користи во земјоделскиот сектор. Забележавме агрометеоролошки станици кои им се многу важни на земјоделците во следењето на временските услови на микролокации каде што се нивните насади. Потоа видовме и дронови кои што се користат на поголеми парцели за заштита и прихрана на посевите. Во еден дел од семскиот простор беа изложени и модерни, моќни трактори, без кои што денес не може да се замисли современото земјоделство. Јошевски, денеска гледам сте присутни на саемот во Куманово. Гледам овде неколку трактори имате изложено. Каков е интересот првенствено на земјоделците за купување на помодерна механизација? Според работите што ги работат во земјоделието, потребна му е механизација бидејќи нема работна сила, мора да ги завршат обврските што ги имаат за производството за доаѓање до финален производ и мора да ја обноват механизацијата. И има заинтересираност кај луѓето и да разгледват и да прашват и купуваат. Добро, постојат можности и преку ИПАР програмите и националните програми ги користат земјоделците тие работи? Ги користат. Голем дел има и многу консултанти што му помагаат, што ги насочват, што му кажуваат што е подобро и ние му излегваме во голем сусрет како консултанти и му ги изготвуваме и програми и сите тие работи се. За да стигнат поблиску до механизацијата. Колку сметаш дека овие саеми може дополнително да помогнат во едукација на луѓето кои ќе дојдат овде да се запознаат со можностите, нели? Има трактори што се со сериозна моќ, што можат, нели, денеска да завршат многу големи работи. Со луѓето ние не можеме во секој момент да доприме до луѓето, но вака ни овозможува да дојдеме во контакт со нив, да поразговараме подетално, да му се објаснат некои работи, да ги запознаат поголемите машини или поспецифични што се да му се раздроби работата за полесно да ја сватат, да ја сварат проблематиката. Пред неколку години бевме на еден саем во Новаци, саем на земјоделска механизација. Таму имаше голем број фирми од Македонија, изложено има своји трактори, приклучна механизација и така натаму. Пелагонискиот регионот каде што доаѓате вие е еден од најземјоделските во Македонија. Каков е конкретно кај вас, особено помеѓу младава популација, има ли млади земјоделци? Во овој период не само што има веќе што работат и се враќаат младите земјоделци, се регистрираат како земјоделци, прават земјоделски стопанства и се прошируваат. Земат површини поќе, фармите некако ги обновуваат, ги зголемуваат добиточниот фонд. Значи во глобала младите се враќаат на земјоделието, не е да се напушта скроз. Ова сега што ми го кажа ми делува премногу оптимистички. Сакаш да кажеш дека има надеж за македонското земјоделство? Има надеж. Иако на денот на отворањето на саемот времето беше пријатно до нашето заминување околу 16 часот, можеше да се забележат релативно мал број посетители и многу празни штандови.
За вакви манифестации, особено од меѓународен карактер, е потребна многу посериозна организација. Посетителите сакаат да имаат избор, а излагачите да продаваат. Само така ќе бидат задоволни едните и другите и може да очекувате следната година да дојдат повторно и во поголем број. Модерниот човек се повеќе се грижи за сопственото здравје. Токму затоа органската храна и традиционалните производи добиваат на цена и се повеќе се практикуваат. Ете, тоа беше се за денеска. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно!